Може? Еве денеска локалната самоуправа е на посета на завршениот мост за училиште за Киро Бунас Којнаре и кој е многу битен за сточниот пазар, бидејќи тука беше тесто дело, во минато имаше и сообраќајки. Проектот отпочна минатата година, финансирана е втора компонента на ИПА, негде 4 милиони и 600 илјади денари, 2 милиона и 900 средства од општина, значи комплетна реконструкција, промена на тебелни греди, проширување у габаритот, значи направено по сите стандарди и усоли за несметан проток, бидејќи одека беше тесто дело за учениците од училиштето и на некој начин го решиме проблемот кој е десенијски за овој дел на градот, а пред се за средното училиште земјоделско Киро Бунас. Мислам дека ово е еден по виталните проекти за населбата Долно Којнаре и за нашето јавно предпријатие пазариште, односно поточно за сточниот пазар. Сега со директорот разговаруваме за интервенција во област на оваа површина, бидејќи негде околу 4 хектари од површината е наменето за пазар и тоа е РМ земјиште, да еден дел од оваа површина го урбанизираме, го изградиме како паркиралиште, за да немаме тесно дело во сообраќајот на улицата, бидејќи во време на пазарите, недела и сабота, кога имаме голема гужва, имаме отежен сообраќај и тоа ќе биде излазно решение или решение за сообраќајот во овој дел на градот. Еве свечер го пуштаме мостот, он е готов пред месец дена, месец и половина, меѓутоа од разни причини немаше влада, а не спееме да се појавуваме и да објавуваме, еве полека ги објавуваме проектите. Кажам, значи ова е заеднички проект, ИПА проектот, втора компонента, 4 милиона и 600 и 2 милиона 950 од средства од буџетот на општината, а сега ќе го посетиме и проектот кој го направи Средното земјоделско училиште Киро Бунас. Поточно проектот е за решавање на партерно уредување на самото училиште, бидејќи ово училиште, едно од старите училишта, 50-те години, меѓу први земјоделски училишта, формирано, основано како план за земјоделски развој во тогашна Федерација Југословенска, Република Македонија, едно од најзначајните училишта и зградата има своја историја, на некој начин не е ништо вложувано у последните 10 години, направено е плато, тротоарно уредување, ограда е поставена, така да на некој начин училиштето добива една функционална целина. Тоа беше барање на директорката, тоа се средства од општината, поддржани преку општината, буџет на општината за училиштето, негде околу 950.000 денари е оградата и 700.000 денари е решавање на платото пред училиштето, на ке се сеќа директорке, ученици да се безбедни, да имаат функционална целина. Мислам дека во нареден период размислуваме за интернат кој е доста запуштен, исто е во собственост на самото училиште на општина Куманово, да се трансформира во центар со лица со посебни потреби, како дневен центар, како нивната инклузија во општеството, да ги научиме на работите вештини и тој е еден проект кој во наредната година и половина ќе биде една од ударните проекти. Самото училиште има локалната самоуправа на секторот за социјала, и мислам дека на некој начин ќе ги отвориме хоризонтите на овој дел од градот. Еве честитам на леѓаните на Долно Којнаре кои ни дадоа целосна поддршка во имплементација на овие проекти, на менеджерскиот тим на училиштето, кој исто така се вклучува во сите проекти од локални разбери, а и интерес на образовниот процес. Исто така да го поздравам директорот на јавното предпријатие Пазаришта, кој исто така дава допринос во урбанизирање и организирање на овој простор кој треба да биде репрезентативен во однос на, знаете дека и Бубљак, популарниот пазар, може да го пребациме тука, сточниот пазар, така да може во иднина да размислуваме на отварање на аутопазар. Значи, една предлог, програма која во нареден период би требало да се имплементира, бидејќи очигледно се ослободени стегите во општеството. Со доаѓањето на новата влада, ние ќе имаме поголеми можности за кореспондирање, функционирање, добивање на проекти, а исто така
a time imаме можност и за поголеми финансски субвенции и подршки во наредниот период. Нека ни живо, здраво, хумано ќе оди напред сигурно.